Добре дојдовте. Во оваа епизода на Зрак ќе разговараме со дипломиран нутриционист Билјана Ристеска, магистер по квалитет и безбедност на храна. Ќе зборуваме како исхраната влие во здравието и колку е важно да имаме балансирана исхрана. Добре дојде. Како си, Билјана? Благодарам на поканата. Во ваше друштво секогаш супер. Ти како нутриционист, што ќе ни кажеш во врска со како да избереме таа здрава, избалансирана исхрана? Многу често под здрава и избалансирана исхрана се прават најчесто грешки. Зошто? Од проста причина што не сите хранливи намирници кои што ги нуди пазарот се навистина здрави, а се декларирани како здрави, тоа морам да го напоменам. Меѓутоа, на нивната декларација ретко кој чита состав на таа храна. Можеби таа храна не содржи шеќер, како јаглен хидрат, меѓутоа, оние засладувачи кои што ги содржи во многу чести случаеви се поштетни отколку самиот кристал шеќер. За да се најде на формулата за балансирана и здрава храна, преди се треба да се направи еден добар општ баланс на еден човек. Значи, како би направиле едно избалансирано мени кај една индивидуа. Кога ќе ги знаеме сите параметри на тој пациент, односно негова телесна маса, висина, моментална здравствена состојба, на база на истата се одредуваат хранливи продукти кои што треба во тој временски рок да ги внесе тој пациент. Никако пациенти кои што дајале на пример пред 5 години кај мене, сум дала одредена програма, не смеа да ја повторат истата. Така. Затоа што таа програма е подготвена за моментот кога е направена. Избалансирана исхрана според дефиниција значи соодветен внес на дневна основа на макро и микронутриенти, практично витамини и минерали на база на јаглени хидрати, протеини и здрави масти. Така. Дали кај секој, да речеме, човек треба да биде планот на исхрана или исто, или си има индивидуален план на исхрана кај секој засебно? Ете. Затоа што знаеш како? Затоа што често пати, например, луѓето ќе оди некој на нутриционист, ќе му направи план за исхрана како треба. Јас имам план, често пати еден од друг си ги подаваат, зимаат. Затоа ми е точно, да разјасниме. Плановите на исхрана кои што ги подготвувам јас се строго под мој надзор и јас одговарам за истиот план на исхрана кој што сум го подготвила, односно ги сносам сите позитивни, меѓутоа и негативни ефекти од начинот на исхрана. Велам негативни затоа што на почетокот на една промена во начин на исхрана може да се јават некои ситни симптоматологии како главоболка, можеби гадење од одреден тип на храна кој што пациентот претходно не ја внесувал. Друго, никако немаме негативен ефект. Секое мени е строго исконтролирано од моја страна, подготвено од моја страна и е персонализирано мени. Така. Значи не може индивидуа со иста диагноза да е пациентот. Значи дали е анемија, дали е канцерогено заболување, дали е гастрозаболување. Значи со иста диагноза пациенти, на пример со улцерален колит, двајца пациенти доаѓаат кај мене, не добиваат исто мени. Така, не може да го заменат. Они често пати едниот, речеме, со диагноза, точно, со канцер или со било каква болест, и често пати едно мени го зима едниот пациент, па повторно другиот. Јас сум со истата болест и мене тоа ќе ми прилега. Затоа и сакам да кажеме дека тоа не треба тоа на пример е кардинална грешка која што ја прават пациентите, само може да се наштетат во еден временски период заради тоа што и калориите кои што се изброени и одмерени кај една индивидуа не значи дека се исти кај другата. Физичката активност кај едната индивидуа не е иста со физичката активност кај другата индивидуа. Заболувањето не било толку агресивно кај едната индивидуа колку што било можеби кај другата индивидуа. Распадот на клетките, значи оние цитокини клетки кои што ги имаме кои прават инфламација во телото, верувајте дека на две исти диагнози и иста фаза да е на болеста, така, ист стадиум да е, не реагираат исто. И не реагираат исто на одреден тип на храна. Значи ако кај некого авокадото е благосостојба за телото, нели, и за здравието, кај другата индивидуа не ми делува така. И затоа треба, нели, само добра соработка, отвореност од пациентите кон нас, за да имаме, нели, добри позитивни резултати во кои што веруваме сите. Така. Ти си вработена во Центар за здрава храна, така колку време работиш? Со нутриционизам се занимавам скоро 20 на години. Во Центарот за здрав начин исхрана и нутриционизам, тоа е практично ординацијата во која што работам јас со доктор. Така. Колку време работиш? 20 години таму си? Да, на истото место сум на улица Македонија во Центар. Така, супер. Кои се најчестите грешки што луѓето ги прават? Еве, вака како од искуство. Многу грешиме.
Да. Најчести грешки кои што ги прават веруваат дека нискокалоричната исхрана е квалитетна исхрана за еден организам, посебно за заболен организам. Велат кога телото гладува, се лекува. Тоа може би стои таа девиза некаде во минатото и ние можеме да ја прочитаме и живееме сите со таа истата, ја слушаме често. Меѓутоа верувајте дека организамот кога е заболен, инфламиран, во тој момент троши многу повеќе од сите хранливи материи, посебно од протеините, кои што не смеат да бидат изоставени. Се прави тука кардинална грешка, посебно зборам кај болни пациенти. Кога ќе направи здрав пациент грешка, таа може да се поправи. Зборувам поглед на храна и исхрана. Ако не внесе доволно калории денес, утре ќе надополни. Меѓутоа кај болните индивидуи тоа не треба да биде така. Понатаму прават грешки, како што напоменав, со скриени од шеќер. Вела тоа е ослободено од шеќер, односно нема шеќери, а од спротива ги има оние засладувачи кои што се понекогаш јас многу благо воопшто поштетни. не јадам, Точно. а шеќерот не се симнува. Точно. Често пати тоа права често грешка. Точно. Они јадат, Затоа што знаете како ние овде на нашето поднебе некако јас сметам дека јас сум магистар по квалитет и безбедност на храна, дипломиран нутриционист, меѓутоа кога говорам за здрава храна, дали е таа квалитетна и безбедна, малку морам да се оградам. Од проста причина што храната која што доаѓа овде на нашиот пазар не е иста со храната која што доаѓа во земјите од Европската унија. Практично на Кока-кола, која што содржи кај нас овде поголема количина на шеќери, во светот не е истата. Ја нема истата количина на шеќери, заради тоа што таму веќе стандардите се запазени и се почитуваат. А кај нас овде додаваат можеби и повеќе од тоа што е препорачено, заради тоа што поднебието наше ни прават истражувања страшни пред да ви пласираат производ. Знаат дека ние сме некако шеќер зависни станавме. Колку на шеќер, толку и на сол зависни како нација. И од таа причина ти прави производ кој што ќе биде сладок за тебе, некој додадат минимална количина на шеќер, вие таа нема да ја пробате, тој производ нема да го пробате. Исто и со сладките. Значи дали се круасани, дали се колачиња некој, значи секако таргет група е потрошувачот, односно пациентот понатаму. Така. Како исхраната влијае на психичкото здравје? Верувајте дека многу влијае на менталното здравје, на нашата психа. Тоа можам од лично искуство да го говорам, затоа што квалитетната исхрана, полните калории се навистина индикатор за добро расположение, за позитивни мисли и за позитивни делувања. Ние по дефиниција глад ја делиме на физиолошка и емотивна. Ние некако на нашето поднебе овде, јас со искуството мој со пациентите можам слободно да кажам дека сме емотивно гладни повеќе, отколку што сме физиолошки гладни. Емотивната глад е глад која што настапува веднаш по конзумиран оброк, можеби 10 на 15 минути, и вие ако сте сити, сте најадени, сте изеле парче месо, сте изеле салата, и нешто благо треба после тоа благо. Точно, телото бара благо, тоа е емотивната глад, додека физиолошката глад настапува најмалку 3 часа по последно конзумиран оброк. И препорака моја до сите гледачи, да и до слушатели, да ја разграничат емотивната од физиолошката глад. Емотивната глад може да ве донесе кон гојазност, понатаму и кон депресија, затоа што вие веќе не си го милувате сопственото тело и не сакате да се погледнете во огледало, додека физиолошката глад ќе направи само добар баланс во телото на хранливи нутриенти и нема да дозволи покачување на килограмите од нигде никаде за краток временски период. Така. Во центарот кажа дека работиш со доктор. Ги контролирате пациентите со лаборатории и крвни слики, како работите? Секако. Значи, кај мене досега нема дојдено пациент кој што нема докторска анамнеза. Зборувам доколку има одредена здравствен проблем или состојба. Досега немам договорено таков термин со пациент, од проста причина што мене ми од многу од помош дијагнозата на докторот. Понатаму крвната анализа моментална е многу важна. Многу често пациентите знаат да кажат, јас сум, например, А позитив крвна група. Велам, таа ништо не ми значи. Вие сте А позитив од како сте се родиле. Да, затоа што често пати викат, демек, јас јадам врз основа на тоа како ми е крвната група, дали сум на УТА, читаат по интернет, па јадат према тоа. Тоа се, како да кажем, оправдување или изговори на пациентите. Јас не велам дека не, одредна крвна група подобро реагира на одреден вид на храна. Меѓутоа дека тоа треба да биде довековно, значи замислете сега, нулта крвна група јаде месо, сакат
повеќе месо, Месо. така нели Да. е Да. декларирано некаде, меѓутоа на пример крвна група не се месари, се повеќе на билна храна. Што се случува на пример ако им фали, ако има дефицит на железо, вие нема да му дадете месо да јаде да конзумира. Точно. Мислам нема тука не сме да има строг пресек, строга бариера крвната група во поглед на начинот на исхрана. А позитив крвна група и нулта позитив можеби крвна група или АБ крвна група имаат ист здравствен проблем. Дали јас различно ќе треба да ги третирам со храна? Ако треба да дам омега 3 на пример кај сите тројца, едниот не толерира, според крвната група не толерира. Или направете ми диета да намалам килограм според крвната група, никош што го нема направено. Од проста причина е што моменталната здравствена состојба мене ми иницира што треба да дадам, а што треба да исклучам од едно мени. Така, Значи на комплетна крвна слика на лабораторија зборувам, значи со ензими, со утринска урина, со креатинин, уреа, со разложени масти во крвта, со серумско железо во крв, со хемоглобин, хематокрит, постојано си ги следите. секако. Ги следиме, многу често пациентите знаат нели ќе дојдат на контрола и велат наредната контрола треба крвна анализа. Знам како што направивме ние за една недела. И тоа морам да го потенцирам. Храната како превенција е нешто кое што многу поспоро од колку снепетна таблетка за железо, конкретно. Така. Можеби ампулата железо или таблетката ќе го качат на побрзо, за побрз временски рок железото, меѓутоа и многу побрзо може да ви падне тоа железо потоа. Така. Со храната кога реагираме, односно правиме баланс, значи оди подолго, меѓутоа е потрајно во организмот, затоа што нашето тело е природа и само таквите хранливи материи побрзо ги детектира, ги абсорбира и му се расположливи во организмот. Така. Со какви пациенти најчесто се соочувате? Вака, сега се вратам на моите почетоци. Да. Кога почнав со работа, бев фасцинирана од потребата на нутриционист некому, заради тоа што кога јас овде учев и студирав, тоа беше табу тема. Нутриционистите некако беа како надри лекари. И некако бевме ставани во кјош, кој ќе каже некој нутриционист, па сега што имате потреба ви од нутриционист? И на почетокот бев радосна кога некој ми се јави и ми рече, леле, сакам пред свадба да намалам некој број килограми или пред матура, па сакам некој јас јест предизвик е тоа, нели? Ние дополнително учиме, јас посебно лично дополнително учам со моите пациенти низ годините. И да бидам искрена, на почетокот и не сум се нафаќала да работам со луѓе кои што имале одредени здравствени проблеми, посебно неонколошки пациенти. Заради тоа што сум сметала дека треба да стекнам одредено искуство, да стекнам едукација и обуки во областа која што планирам да ја работам понатаму за да помогнам на тие луѓе, а не дај Боже да направам само лошо кај таа индивидуа. Иако сум имала пациенти кои што ми ја давале довербата, кои што велеле сакам да ми направиш ти мене иако имам здравствен проблем, јас сум благодарна на нив и еве јавно се заблагодарувам уште еднаш, затоа што јас со нив раснев. Тие ја зајакнаа мојата самодоверба. Тие ме учаа на многу работи кои што јас не ги научив во моето образование, затоа што ние, морам да напоменам, овде учиме нутриционизам, меѓутоа немаме пракса за нутриционизам, што е многу важно. И мене многу жал за помладите колеги што сега завршуваат. Верувајте дека 10% од нив не се решаваат да работат нутриционисти самостојно. Заради овие причини кои што ги напоменав. Сега низ годините, како јас стекнував искуство, како ме запознаваа луѓето пациентите, јас немал никош реклама, тоа било човек на човек, тоа било од задоволен пациент, па на другиот ќе каже до ден денес. Така кај нас функционира, ќе те препорача. Немам некој реклами, немам пред по тоа да сликам пациенти, тоа никогаш го немам направено и нема да го направам во мојата кариера, затоа што ја почитувам секоја психолошка состојба, тие верувам дека ќе прифатат заради мене, затоа што ме почитуваат, меѓутоа ја не би сакала никој да ме слика пред по тоа за било каков третман и работа, така да тука си ги заштитувам пациентите и тие ми се мене подвижна реклама, така да нема потреба јас да ги експонирам дополнително. Низ годините, како врвеа годините, почна да се наметнува тоа, и сите сме сведоци на тој пораз на болни пациенти. Иако милувам да работам со дечиња, специјално со детски нутриционизам, сум работела спортски нутриционизам, некако се наметна потребата од
клинички нутриционизам, односно работа со болни пациенти. Јас на крајот од секоја година си правам статистика во мојата ординација, картоните, нели, целата година што сум ги имала од пациенти, правам статистички податоци, нели, која возраст пациенти била најмногу, која диагноза била најмногу. Верувајте дека еве сега изминатава 2024 година 70% од пациентите ми биле болни пациенти. Што не ме радува, да бидам искрена, повеќе ме радува оние годините на почеток кога бев, кога требаше некој да дојде 5 до 10 килограми да намали, кога требаше, нели, некој детенце да се убеди како треба да конзумира и да јаде здрава храна, за да не биде гојазно детенце. Сега верувате дека се соочувам со навистина, можам да кажем, и тешки патолошки состојби кај пациенти. Препорака моја е да не доаѓаат до фаза терминална кај што не можеме да помогнеме ништо, ниту докторите, ниту нутриционистите. И да напоменам дека мојата наука, ова што го работам, не лекува. Да ги разграничиме тие две нешта, затоа што многу често пациентот ќе отиде кај доктор и ќе дојде кај мене со, нели, целата документација и ми вели за колку време вие ќе ми излекувате. Немојте. Тоа е нечестно и нехумано да ме прашате прво така. Второ е многу не фер кон мене, за да ви одговорам дека јас ќе ви излекувам. Нутриција е наука која што превенира. И тоа мора да го сватат. Што не се да. Точно, мора да го не се доволно сватат. едуцирани, јас мислам дека не ни сваќаат не се доволно, Марина, едуцирани колку што колеги мои ветуваат дека ќе излекуваат некого. Да. Значи, јас сум прелута и се лутам и јавно тоа го говорам и го кажувам секогаш, немојте. Еви уште еднаш апелирам до сите колеги кои што работат. Колеги кои што ги познам, кои што сме дипломирани, кои што работиме. Затоа јас бев на нутриционист и мене ми го излекува канцерот. Нели? Да, ми се случило и мене. И сега докторот губи на значење. Јас не велам дека вие треба се вели, не, мислам, доктор е доктор, докторот оди по медицина, оди по научно базирани докази, значи имате вие, претпоставувам, протокол по кој што работите со пациентите, не ги давате лековите од рака, исто како што јас не смам да дадам храна од рака. И сега да дојде ред да рече, јас отидов нутриционистот, мене ми излекува. Јас никогаш нема си го дозволам да го кажам, затоа што јас не сум доктор, не сум лекар. Мојата наука превенира. Јас можам да бидам доктор на науки, меѓутоа доктор на науки сум во мојата струка. Да се разбереме. И не може да ги лажеме, ова слободно го кажам со ова терминологија, пациентите дека ако појдат на нутриционист, готово ќе исчезнат канцерогените клетки, па не знам, ќе се ќе гладувам, ќе гладувам, па ќе исчезнат метастазите, па. Точно. Мене ми се нема досега случајно, нели? Да, со храната превенирам. Човекот прима хемотерапија, полесно ги понесува хемотерапиите, полесно ги понесува зрачните терапии, од причина што нели даваме квалитетна храна, го збогатуваме менуито, го племенуваме, даваме здрава храна, зголемуваме број на калории на база на калории што губиме во текот на таа терапија и после тоа, дај Боже, имам позитивни приказни, меѓутоа не сум го излекувала јас пациентот. Како можам? Јас сум била една алка од целата нишка. Така е. Значи тука имаме доктори, имаме психијатри, имаме ендокринолози, тука има мал милион луѓе кои што се грижат за здравјето на тој човек. И многу е суетно, многу е, како да кажам, себично кога јас кажам дека јас некого излекував од канцер. Да, често пати не ја прифаќаат, особено онколошките пациенти зборувам, нели, пошто со нив работам, често пати не прифаќаат терапија и зборуваат јас ќе одам, ќе гладувам 48 сати, не знам како, или имало и денови, 30 дена ништо не јадат. Буквално се само на вода одат, се затварат во некои планини села, значи се затварат пациентите по 30 дена и ништо не јадат освен вода што пијат. Имам искуство. И деменка ете така зборува со нутрициони, само така ќе изумрат еве канцерските клетки. Јас ми сметам дека онколошките пациенти особено се осетливи на тие работи, знаеш, они се си го бараат реално последната се фаќаат, така се фаќаат за сламка и све што ќе им се каже, они си го фаќаат здраво за готово. И тоа затоа сакав највеќе да објасниме околу нашите пациенти. Ќе збориме за други работи, меѓутоа за онколошките пациенти. Онколошките пациенти се пациенти кои што треба да имаат посебен третман нутритивен. Посебна поддршка им треба на истите и верувајте им треба стручен кадар кој што ќе работи со нив во поглед на исхраната. Зошто? Од проста причина е што телото кога ќе влезе во катаболизам, во катаболни процеси, практично вие сте го вратите, нели, тој метаболен процес на организамот. Ви треба упорност, треба верба во тоа што ќе го работите со пациентот, меѓутоа ви треба и секако соработка со докторот. Јас досега, кога сум работела онколошки пациенти, секогаш, значи, немам исклучок, да не го исконсултирам докторот кој што ми е, нели, доле на извештајот
Така. печат и потпис од доктор. Што го води. Точно. Така, што го води Знаете постојано. зашто? Затоа што сте ми донале вие мене анализи, сте ми донале снимки, се тоа во ред, меѓутоа внатре органски што се случува со вас, а ве води веќе доктор онколог или ве води патолог, не битно кој доктор ве води или хирург. Значи јас ако не се консултирам со тој човек да прашам до каде јас смеам да се пуштам во Така. поглед на исхраната. Значи Така. не може човек да вчера што се исхранувал конвенционално, од денес ја мрчам вие сте на трева, Така. на растителна и билна храна, само немојте. Да. Немојте, тој веќе има еден шок. Болеста му е шок на телото. Точно. Стрес е. Дополнително го шокира. Дополнителен стрес јас да направам со храната, не си Така. дозволувам. Иако пациентите некогаш се знаете како се многу упорни. Исклучи ми ова, исклучи ми тоа, сакам, не сакам ова да конзумирам, зошто додовте тоа Да. кај мене? Да. Ако сте вие знаете што сакате, останете дома, направете си вие програма за исхрана. Да, чисто И не пати се консул- им кажуваат немој да јадеш месо. Точно. Да, и они све исклучуваат, све Точно, исклучуваат. мислима, многу често ми Да. се случува тоа. Посебно кај помлади пациенти кои што се канцер болни, постарите се научени веќе на некој конвенционален начин исхрана, колку и да сакате да им отстраните некои намирници од исхраната, потешко ги прифаќаат. Меѓутоа помладиве, некако знаете, премногу сме натрупани со информации кои што не се веродостојни, верувајте ми. Значи јас не знам дали сум прочитала 10 до 20% веродостојна информација во поглед на начинот на исхрана кој онколошки пациенти. На база на тоа никој не ги чита стручните книги за онколошка исхрана. Никој, дури можам да кажам и мал број од колегите со кои што јас ги познавам и работам. Затоа што сите ние некако тој рекол така не треба, ова треба да се истори. Кој да, го тоа точно. потврди? Кој го тоа Точно. потврди? Јас можам да кажам читат. лично, Да. меѓутоа јавно да споделам нешто со моите пациенти, со цела популација, тоа никој не ми го дозволува и тоа треба да биде казниво, бе луѓе. Точно, точно. Секој може да каже што сака, Точно. секој. Точно, секој дава така. препораки за нешто кој не е стручен во областа. Јас не шем, вие сте онколог. Дали јас некој Така. сум се помешала во терапијата кој што онкологот е препишал? Точно, дали треба или не треба. Нели? они Така. Точно. Или да речем не смете вие хемотерапија прекинете. Јас можам за себе да кажам дали би примила или не и да одлучам. Меѓутоа за човек Точно. кој што дошол кај мене, јас да му речам вие не смете тие терапија, тоа не чина тие таблетки. Мимо тоа ништо не сум прочитала за тие таблетки, сум слушнала. Некој кажал нешто. А ја не сум ги истражила, Марина. Така, така. Кој ми го дава за правото? А верувате дека многу се земаат за право. Да. Ги гладуваат. Имам дури И препорака му е дека Да. луѓето, извинете, прекинувам, луѓето не ни умираат од канцерогеното заболување, кога е веќе нели примена хемотерапија, кога имаме тумор маркери мирни, кога состојбата е нели стабилна, точно, умираат од глад, од гладување, умираат од кахексија. Тој човек влегува во кахексија несвесно. Знаете колку е низок прагот од едното во другото? Премногу. Затоа што некој ви рекол вие не смете ова, не смете тоа, не смете, има строго дефинирани правила според Светска здравствена организација, според ЕФДА американската, значи кои кажуваат дека да, црвеното месо можеби делува, меѓутоа не домашното црвено месо кој што вие би го гледале во домашни услови, тоа се мисли Точно. тука за преработки месни. Точно. Значи се мисли за свински вратови, се мисли за салами, за виршли, виршли, за паштети. Да. Точно. И се најте ние ќе прочитаме готово. Црвено месо јадеш, Ништо не може. не јадат. Да, да. Јас И често во умерена пати објаснам. количина, кога е сето тоа избалансирано, ако јас направам, мене верувајте дека гарантираме ве јавно, дека нема да се случи ништо со тој пациент, зборам во негативна конотација, напротив, само ќе биде подобра општата здравствена состојба за да се ги издржи човекот терапиите. Луѓе ги лишуваме луѓето Точно. од храна, не можат да примат хемо, не можат да се зрачат, не се во функција самите да си направат сами за Со себе. тога паѓаат леукоците, паѓа Точно. хемоглобинот, им се Албумините. променува точно крвната слика, Точно. паѓаат албумини, Точно. имаме ние проблеми, па се одложува тој циклус Точно. на хемотерапија, чисто пати ги прашам. Да нема некоја промена што се случува исто. Не јадам ова, не јадам тоа. И со самото тоа вака прогресира прочитав, болеста. Така прочитав. Да, значи ти си ги одложуваш терапиите, со Точно. тоа имаш големен Точно. ризик за прогресија на Точно. болеста. Затоа е многу важно со онколошките пациенти да се работи, особено сметам дека на исхраната, пошто ние како доктори, кога сме во амбуланта, реално Немате ни време, немаме Марина, многу точно. време да им се посветиме реално сега околу исхраната. Значи секое второ прашање од секој пациент, посебно прва консултација, не ми е што ќе примам, што треба да јадам. Да, точно. Што треба да Што исфрлам треба да тоа? јадам? Исфрлам. Што не смеам да јадам? Шекер смеам да јадам, ова не Точно, смеам да јадам, што точно. треба да
јадам, месо смеам да не смеам. Истите прашања се на пациентите. Сви мислат дека тоа да исхраната и секој прашање до исхраната и све они мислат дека треба да исфрлат месо, треба да исфрлат шекер. Млечни производи, шеќер Да. и све исфрлаат наеднаш, меѓутоа И тоа најнашка. Значи они стават од денес за утре готово, ништо не јадат. Преагресивно е тоа за телото. За тоа зборувам. И Преагресивно. после доаѓа до пат на крвна слика, до анемии, до и тоа не Немојте, ништо не можеме да го слабости имаат вратиме. пациентите веќе. Точно. И ние Точно. мислиме дека нели ќе речат болеста терапијата не ми е погодена, немојте. Немојте, лесно е да го впериме прстот во некого. Така. Многу е тешко кон сами себе да си го впериме прстот. И Точно. да кажеме дека ние не постапивме како што треба, не беше докторот виновен за мојата терапија, јас во тој период се изгладнував. Вие не знаете какви луѓе ми дошле, значи стварно како хектични луѓе кои што едва се движеле качувале 3 скалила и кои сум ги молела, верувам сум ги молела. Ве молам на мој ризик, луѓе на мој ризик, значи што никој не ми го мене тоа, кој ми гарантира дека пациентот утре ќе биде задоволен од мене. Тоа е индивидуално. Точно. Нели? Така, така. Колку добро толку зло Така. може да каже некој да направи. Да, нели, Точно. да. Затоа што он смета дека тоа од храната. Јас сум ги молела, ве молам дозволете ми, барем 3 до 6 месеци. Да, се вклучиме со храната, да направиме програма на исхрана, ќе видите дека полесно ќе биде и да ги поднесе терапиите и заболувањето, полесно ќе се носите со болеста. И нека е најтерминална фаза, нека е 4 стадиум на канцер. Верувајте, дека имам искуство со пациенти кои што го поминале многу полагодно, меѓутоа биле сити. Никогаш не биле никогаш не гладувале. Јас и кај тие пациенти не давам ни детокс денови, кои што ги имам вообичаено, нели кај одредена пациенти популација, давам детокс ден. Во текот на неделата Така. може би 1 да е 2, 3, во зависност нели од потребата на пациентот. Така. Кај овие во првите 3 месеци не давам ни таков ден, а не да гладуваат на пример 3 дена или 5 дена на вода да биде. Или терапија кој ќе речат јас сум на терапија на сокови. Немојте. Не велам дека не помагаат, меѓутоа направете таа терапија на сокови додека сте здрави. Така е. Еве јас сега Не, можам отпосле. да точно. Да. А Од не- кога веќе ќе се случат работите. Точно. Тогаш не јас си и тоа помагате, им тогаш ќе одмогнете. Значи вие до Уште вчера сте повеќе се јаделе, шокира сте јаделе организмот. хамбургер, сте јаделе не знам виршли, сте јаделе паштети, од утре јадеме само авокадо и лосос, немојте. Тоа е опасен шок за нашиот организам. И доколку треба навистина да се отстрани нешто, па нека се и најзлочудните шеќери, тоа треба да оди степ бај степ. На база на едното да замениме здрав шеќер, на база на другото да замениме друг здрав шеќер, па да дојдеме Ајде до една. Дај, што е здрав шеќер? Да. Е сега вака, комплексните аглехидрати се здрави аглехидрати, најкомплексен е нели од истите скробот. Меѓутоа здрави аглени хидрати или шеќери се шеќери кои што се добиени од природата, шеќери кои што ги содржат овошјето и одредени видови на зеленчук. Меѓутоа морам да напоменам дека нели тие треба да бидат со добро дозирање. Не може вие да конзумирате еден шеќер во текот на целата година. Например, имам пациенти кои што велат во текот на целата година јадам на пример само 2 килограми јаболка дневно. Молам. 2 килограми јаболка. Да, имам пациенти, да. Секој ден тоа јадам, а години, значи не пробал ни крушка, ни праска, ни портокал, Ни банана, ништо. целата година само јаболка. Тоа е многу. Значи, 2 тој е килограм. токсичен, ама тој е токсичен веќе. Ама Да. токсичен организм. Вие можете да ги изедете, ама телото се оправите токсично. Заради тоа што, пак ќе се навратам, здравата храна не секогаш е квалитетна и безбедна. Јаболкото е здраво по дефиниција во некоја книга, фино лепо напишано. Меѓутоа, сите сме сведоци на хемискиот третман на јаболката и на сите други овошки и зеленчуци. Така. Сите сме сведоци. Сега Да, велам, точно. тоа се пестициди, фала му на Бога што се растворливи во вода, заради тоа што и нели градинарот кога ги прска тие овошки, дали е во цветна фаза, дали е на плод, значи тој пестицидот го раствара во вода. Тоа е еден плюс за нас како организам, заради тоа што доколку е телото добро хидрирано, ние можеме пестицидот да го елиминираме од нашето тело преку потење, уринирање и дефекација. Така. Меѓутоа, што е, нели, ако вие јадете само јаболка, вие се допингувате цело време со еден ист вид на хемија. Така. Не се третираат Да. јаболкото, портокалот, кивата, крушата, не се третира со исти. Па, секогаш ќе велам, па исчистете го едниот, земете друго. Елиминирате веќе еден пестицид. Тој кој ќе направи депо во нашето тело, тогаш прави, нели, инфламација, тогаш се јавува некој вид на заболување. Не се јавува тоа веднаш. Така. Ама кога ќе се вратите на за чекорите што сте ги правеле па и од деца до сега, затоа сега често имаме млади ќе речат, што се случи со младите, нели? Често млади со тешки дијагнози, заболени, инфарктни состојби. Зошто? Начинот на исхрана е се. Ние кога сме биле деца, нашите деца не се храним исто. Точно. Палетата на храна јас кога раснев, беше многу оскудна во продавниците, во маркетите.
Сега вие да ви спомнам чипс, па вие може да ми на 200 да ми кажете. Така. Видови. Имаше едни тако. смоки и еден чипс и Тие то. беа чачак, нели оној квадратчето што беше како смока чипс Да. и беше шеќерна табла благо. Така. Агроплод лесен црна белата и Да, тоа сега беше од ништо благо друго. имаш. Значи се сега и се да не помислите, веднаш Така. има широка палета, меѓутоа одиме на квантитет, не на квалитет, и тоа морам да го напоменам. Се оди само да се произведе производ плюс, квалитетот никој не го контролира, не го гарантира. Квантитетот да, се гледа дека е на високо ниво. Така. Децата се повеќе во последниот период 2024 бев и на некое предавање имаше за деца со дијабет, дека ние сме број 1 во моментот во Европа за деца со дијабет. Која е причината според тебе? Начинот на исхрана, од најрана возраст, почнувајќи од бебиња. Многу ми е жал што многу млади мајки се лишуваат од доење на бебињата. Сведок сум на истото, секоја честна исклучоци, имам и преодговорни мајки кои што дајат кај мене, цело време не се следиме, па и лакталната фаза, односно во процес на лактација кога се. Знаете како полесно е, не велам не, да го оставите детето на шишенце дома, тоа дете да не се храни со мајчино млеко, од каде што потекнува нели првиот наш имунитет преку колострумот. Значи вие сте веќе го заштитувате со самото раѓање вашето дете. Понатаму кога пристапуваме кон формулите, нели некоја мајка претпоставам не го дои детенцето од причина што и нема млеко, можеби има состојба која што не смее. Јас имам пациентка, другарка моја, која што нели имаше канцерогено заболување, онколошко заболување, канцер на дојка, и таа не смееше да го дои. Тоа се веќе нели оправдани, се поклонувам на тие пациентки, меѓутоа некоја здрава индивидуа сметам дека треба да го дои детенцето. Прилагодените формули за исхрана на млеко кај дечиња се во ред и треба тие да се нели дават доколку мајката нема млеко. Меѓутоа кога ќе почнат со исхрана, почнуваат и грешките. Зошто? Заради тоа што мајки веднаш некако ќе ми извинат, се побрзи, побрзо реактивни, поимпулсивни, понетрпеливи. Немаат трпение да го совлада детето вкусот, за да го предложат неколку пати. Ќе пробаат еднаш морковше, неа да готово ништо. И го трга. Ќе му даде сладка варијанта на бисквита со млеко. Да. Не го сака грашакот, Го не давам. не давам. Точно. Да. Нема трпение, Така. за жал. И сето тоа, кога тие деца ќе пораснат, јас сум веќе сведок во 20 години, кои што ги напоменав дека скоро ги работам, сум сведок на деца родени во поново време, кои што веќе имаат 10-11 години, јас имам пациентчини помали, 7-8 години, кои што се соочуваат со дијабет. Имав една пациентка која што требаше да се боцка со инсулин. Во консултација со ендокринологот од клинички центар, кој што ја водеше на пациентката, односно девојчето, го замолив да ми даде простор од 3 месеци да пробаме. Инсулинот не ни бегаше никако, или терапијата за дијабет. Го замолив да пробаме со начинот на исхрана. Тука за пофалба е родителот, односно мајката, која што водеше, верувате, тефтер, секој пат кај мене на контрол доаѓа со тефтер, мереше гликоза Цело време и верувате дека сега тоа девојче не е инсулин зависно, дури не прима ни терапија за дијабет. Меѓутоа, тоа пак ќе кажам, секоја чест и на ендокринолозите кои што одговорно си ја работата, и кои што препорачуваат веднаш консултација со нутриционист и нели даваат право на нас да можеме, кај некои пациенти например ќе речат не може овде веќе нели го си остава панкреасот, се следат инсулин. Тоа е индивидуално да се разбереме, тоа не е индивидуален, по препорака нели на доктор ендокринолог. Меѓутоа сакам да кажам дека доколку сме свесни на време доколку превземеме нешто, дека можеме да превенираме. Посебно нели во ендокринолошките заболувања, како што се нели и Хашимотото, како што е пореметувањето нели на хипо или хипертироидизам, понатаму на полицистични јајници, на инсулинска резистенција. Ова се состојби кои што верувајте 80% се зависни од исхраната, 20% се од терапијата. И самите доктори го велат, тоа јас и од нив го научив истото, затоа што не ми велат, ние тука менаџираме со терапија, меѓутоа ако он се храни како што не треба, ги храни внатре полицистичните јајници и Хашимотото, значи ние немаме резултат од терапијата. Точно, џабе му давам инсулин кон секој ден торта јаде, така имам. Вели геврек со 20 ништо не изо 2 геврека, вика молам. Геврек еден е замена за 4 до 5 кришки обичен леп. Па се вие видите колку сте изделе со 2 гевречи, а ништо вели не, гладен сум. Така. Дали именито кај дијабетичарите е исто?
Не, никако. Ај, така. Во зависност, значи од терапијата која што прима, имаме разни терапии за дијабет. Така. Значи, нели, Така, дали да, метформин, дали точно, глукофаж, дали дали е инсулински. Таблетарна, И дали инсулинот па е така, различен. супкутена. Точно. Така. Од еден до еден дијабетичар не може да биде иста исхраната. Имаме јас Да не искуство- кажеме дијабетичар, таку лице со дијабет. Лице со дијабет, точно, Така. лице со дијабет. Значи од едно до едно лице енормна разлика во поглед на толеранција на храна. Зошто? Затоа што има пациенти кои што добро толерираат јаглени хидрати. Јас сум си дала за слобода да дадам одредна количина на овошје, понекогаш пробуваме со висок гликемиски индекс и не ни прави проблем кај луѓето. Меѓутоа верувајте кај некој, ако дадам и поскробест зеленчук, например грашак или граф, знае да направи пик на инсулинот. Така. И затоа така. тука мора се учиме. Да, Значи јас да, го учам точно. организамот на пациентите, тие го учат мојот пристап кон храната. Меѓутоа, после тие први 2-3 месеци веќе 100% знам што и како делува кај пациентите и нели се погодува начинот на исхрана кој што им помага во тегобите, затоа што тоа се пациенти кои што имаат навистина симптоматологија Така. која што нели не е Точно, пријатна. Точно. Им помага во понатаму превенција нели да не заболат и бубрезите, затоа што директно врзани со дијабетот, слепилото, односно здравјето Така, на очите. ретинопатијата. Ние тука тоа Да. превенираме почесто, ги штитиме бубрезите со начинот на исхрана, иако нели дијабетот не можеме да го излекуваме, Така. меѓутоа превенција голема правиме и го Тие продолжуваме микроангиопатиите, точно така. и го продолжуваме животниот век на пациентот, меѓутоа не било како, туку квалитетно да продолжи да живее. Посебно ако е тоа нели млада индивидуа која што нели допрва треба и да студира и да секако. учи и да нели да. Ова сакав да го посочиме затоа што Репродуктивно. имам и лично ми се има случајно, па што имам член во семејството со дијабет и овој план исхрана го примала да речеме комшиката кажувам. Значи, она е дијабетичар, била на нутриционист, има дијабет, се Така. боцка со инсулин, и јас се боцкам да речеме со инсулин, и овој план е исхрана, јас ќе го држам низ. Викам, како може така? Че тоа се нејзин план за исхрана. Ама и она преми инсулин и јас преми инсулин. Знаеш, кај нас малце е таа како да кажам сега, не знам, свесноста кај луѓето за Едукацијата не е на многу ниско ниво. Да, и едукацијата исто и они се еден со друг, сите исто се хранат. Демек ја она преми инсулин, што има разлика? И она преми инсулин, и јас примам тоа исто и си ги мерат. Мојот бе осмица, мојот деветка, да гликемијата. Знаете како Тука се сакам прави, да објасниме тука се дека не прави- може да го држиш ти планот на исхрана на комшиката или Еве на јас и ти сме здрави и да држиме нема да Така. реагираме исто. Точно. Јас можеби ќе намалам Точно. 300 грама, ти можеби 3 килограми во неделата. Така. Зависи И тоа од многу многу е важна фактори. и физичката активност. Како Тоа не? никој не го спомнува. Никаде, во ниту Значи, една. никаде, точно. особено кај децата, тоа е страшно. Точно. Тоа е страшно. Точно така. Колку? Знаеш, Марина, како грешката јас прво ќе ја дадам кон нас, професионалците во таа област, од причина што пак ќе кажам, работиме на квантитет, не на квалитет, се исклучувам јас тука, јас не работам со многу пациенти, си имам одредена бројка на пациенти кои што можам да ги сработам во денот, во месецот, никогаш не се преоптоварам со пациенти, кај мене пациентите не чекаат, нема гужва и нема да има никогаш, од проста причина што сакам да се посветам на еден пациент максимално, го давам сето моје знаење и го вложувам целиот мој труд само на индивидуата во моментот со која што работам. И вие не можете во текот на денот, јас да составам, замислете, 10 менија, немојте. Тоа ќе ви излаже некој. И зошто тоа го правиме? Еве, зошто нас не посочам кај нас се давам грешката? Заради тоа што знаете што? Има вие ќе отидете некаде кај некој нутриционист, а не се нутриционисти, не сакам јавно да ги кажувам. Значи ќе отидете, имате штампано диети. Таа била за дијабет, таа била за колит, таа била за... Тоа и кажувам. И значи, тоа е таа тоа, штампана диета. Денеска 10 дијабетичари дойдат, они може сите истото мене им да го го даваат. добијат, Па Марина. тоа е, Мене да. ми се има случајно, ми Да, имаат да, носено да. пациенти. Тоа, затоа изборувам. Значи ми го имаат носено менито, горе само името и презимето сменети. Луѓе ни грамажа сменета. Ни рутина. Значи не може двајцата исти пациенти. Едниот има 90 килограми, другиот има 55 килограми, иста количина на храна да внесат денес. Едниот е физички активен, другиот воопшто нема физичка активност. Како можете да ги таргетирате исто? Затоа тука дам грешката кај нас. Пак ќе кажам, ова е професија која што треба да си ја сакате. Професија која се работи со срце, со душа, со љубов. Не е професија која што е за профит. Ова јавно го кажувам, заради тоа што немојте да очекувате дека вие ќе станете богаташ ако работите нутриционизам. Многу се лажат. Велат, тоа е сега нова модерна професија, готово, знаеш. Да. Не, тоа може, кратко ќе траете. И јас на младиве колеги кратко ќе траете. Ќе ви има година, 2, 3, 5, ќе ве нема.
понатаму што правите? Си го продадовте образот. Така е. Значи, ова е професија која што ако се нафатиш да ја работиш, треба да си преодговорен, пресериозно да ја сватиш, затоа што од таа страна човекот ти го дава Здравието. во доверба собственото здравје, тело, Така. живот и организам. Дали е тоа на дете, дали е лично некој за сам себе дошол, дали е спортист. Точно. Значи, немојте. И не ризикувајте ако не сте спремни. Препорака до сите мои помлади колеги. Дојдете секој сум расположлива за соработка, за работа, секој сум тука за обука да ги обучам. Затоа што сум го поминала патот веќе. И било многу тешко. Јас кога Искуството е многу важно, сум да. го учела тоа, значи никој не се нафаќа. Нас професорите ни беа, како да кажам, оскудни со пренесување на знаење само заради тоа ние да не научиме нешто плюс. Не, јас се ќе споделам. Се ќе споделам. Од проста причина што моето време ќе истече. Така. Некој треба квалитетно да го наследи тоа што јас сега го работам. Препорака уште една, да не се, нели, посегнуваат по диета која што е за некого, Така. да не ја држите вие заради тоа што и здрави да сте, верувате нема Така. исто да делува. Сега има нели многу, сега гледам програми на интернет, нели вежбаат, една и иста храна, членови 500 да речеме у групата. Сите ја држат истата диета, да речеме 500 жени истата Така. диета, исто вежбаат сите, истата диета ја Точно. држат. Знаете, И како тоа тука не знам пак е колку е грешката- правно, пошто има например во таа група да речеме на тие програми има жена има жени што имаат други заболувања, има жени што има некоја жена што има 100 кг, некоја жена што има 70 кг. Ама има 18 години, има 50 години жена и во тој групата. не е личен, значи не е индивидуален. Не е персонализиран план на исхрана, точно. Него тоа е за сите исто. Јас тоа не можам да го Ама разберам. тоа знаете ли За кој е виновен? сите Па ние исто. што прифаќаме, Марина, сме виновни. Да, ти што плаќаат. Јас сега викам. Сериозно, ама тие се виновни. Тие се виновни. Така, И така. од друга страна кој е виновен? Значи, виновно е општеството. Ние, значи, како категорија нутриционисти, па дали сте магистар, доктор, не битно тоа, никој не те прашува. Така. Значи, немаме конкретно заштита од државата. Значи, вие сега да појдете, научила некоја девојка да вежба некого во просторија некоја во станче, нема при тоа завршено, нели, факултет за физичко образование, Така. не е осposobена во тоа, меѓутоа и да е со факултет од физичко образование, таа нема, нели, познавање од метаболните процеси во телото, од Така. физиологијата на секој орган како работи во нашиот организам. И затоа тука често се случуваат, имам јас девојчиња кои што се спортски активни и кои што ќе изостане циклус. И знаете нешто велат, ништо бе месец-два. Не е ништо ако е нешто ненормално, одстапува од нормалното. Точно. Таа девојка точно. мора редовно да добива циклус. Ако не добива, Така. значи има нешто. Има нешто се случува Нели? во организмот. Точно. Од таа Точно. причина, значи јас пак ќе кажам, ако сте тренер професионален, вежбајте и кажете им ги вежбите на луѓето. Немојте на база на тој професионализам ваш да паѓате на нешто ситно со храна. Затоа што има често се случува, јас сум, значи доаѓаат пациенти кај мене кои што биле, нели, само на протеинска исхрана. Да. Немојте. Па тоа изборува. А бајдаве, попатно, значи тренерот тој не работи индивидуално со нив, значи работи во група. Да, во група. Значи тој Па него за ни групите прашал зборам. пациентов дали има За висок групи креатинин, зборам. дали има Да. висока уреа, дали има проблем со бубрезите. А му дава дневно на килограм телесна маса, нели, по 2,5 Да. грама протеин и му вели ти мораш да земеш денеска 150-200 грама протеин. Хело. Секој дневно. Немојте. Сите израснавме ни овде, предците не се Точно. наши овде. Ја не знам кој Точно. функционирал на Точно. локална количина. Немојте. Така Значи е. се знае. Така е, Денеска да. на телово мој, ако му треба одредена количина на протеини, ги внесува од храна. Утре може и повеќе ќе побара ако денеска е во дефицит. Така. Меѓутоа ги внесувам на природен начин. Така. Или, ако треба, не сум против суплементација, никако да не се разбереме погрешно, меѓутоа еве, вие сте доктор, знаете кога Така. треба телото да се суплементира и со кој суплемент Ето. и по надзор ваш. Не може ниту D витамин да земе некој на Ако своја нема иницијатива. Така. Јас Или ако не- си зимам тоа. Точно. Мене ми се има случај, и ова го кажувам секогаш, за време на короната, пациентка доаѓа кај мене и не ја си правам во картонот си пишам што земате ли суплементација, медикаментозна терапија, се Така. тоа мора да си запишам, затоа што кога ќе Така. подготвуваме нито ми е од многу голема важност. Имав пациентка која што ми е влезена во моите студии што си правам ја, 43 суплементи во ист временски период. 43. А Па кога успева да ги испи у текот на денот 43? ете, значи јас сум се зачудила и после тоа нели црниот дроб нормално ќе прострада Така, бубрезите точно, заради тоа противи не е ни дополнително здраво. што внесувало на нели Точно. тековна терапија што се ја пие за состојбите што ги има. Немојте. Мислам колку треба да не сме едуцирани да не прашаме. Да, Нема денеска точно. табу тема. За се се Точно, прашува. за се Се прашува, случува нешто така е. наднормалното, прашај.
Така е. Прашај, значи барем за консултација никој ништо нема душа бре луѓе да ви земе. Јас сум толку расположлива. Дури некогаш навистина ми реагираат и домашните, века не мораш ти во 9 сатот некому да вратиш, не мораш да се јавиш на телефон. Не, ако сум во можност, ако не работам нешто што ми е приоритетно, зошто да не? Да, така е. Така е. Како да се справиме со зголемен апетит и кај пациенти што имаат намален апетит? Сега вака, многу е полесно кај овие со намален апетит, затоа што нив ќе ги убедиме, односно ќе дадеме храна која што зголемува апетит. Понатаму ќе дадеме одредена суплементација која што исто така би зголеми апетитот. Точно, би зголемила апетит. Тоа се најчесто Б витамините, доколку има потреба нели пациентот да ги внесува истите, меѓутоа има и одредена нутритивна поддршка од одредени видови на храна на пазарот која што може да иницира апетит. Што е со луѓево кои што сакаат повеќе да конзумираат храна, практично тие влегле во еден магичен круг каде што постојано мислат дека се гладни или дека нешто им фали. Имам пример од пациентка кај мене на работа, може ќе се препознае која ќе го слушава. Вели, ручам сега, појадувам или вечерам и после тоа некако вика, ако има размак од 2-3 сати, ако сум пишал овие 20 сати, не треба ништо да внесете, не зафаќа психолошки момент во кој што вели почнуваат да се стресат. А нема ниту со шеќер проблем, ниту со ништо, имаме овде проблем тогаш. Значи ние мислиме дека сме постојано во дефицит, а не сме. Тука е веќе емотивната глад. И тука знаете што треба? Критични се, јас секогаш велам на моите пациенти, првите 3 недели луѓе од се се откажувате после тоа. Посебно од шеќерот или солта. Прво шеќерот на рецепторите наши се уште веќе на јазикот, тука детектираме сладко и ние одма готово. Телото ни ако каснете сладка храна, веднаш се задоволува, ама бара уште повеќе, уште повеќе, уште повеќе. Прави еден вид на легална зависност. Така. А доколку го игнорирате, нели, тој порив за сладко, замените со нешто здраво сладко, се здраво сладко, ако е, нели, јас ако им кажам бадем со метливата, тоа не е благо, како не е благо бадем со метитан, например, меѓутоа во ред. И да не е благо, потрудете се, например, некојаш овес па само со кокос. Затоа што содржи јаглени хидрати самиот овес. Така. Меѓутоа, моја препорака е, нели, постепено да се одвикнуваат од истото, да го намалуваат апетитот на база хемија да не пијат, има, значи има додатоци кои што намалуваат апетит, меѓутоа не дај Боже да не ви се јаде лошо после тоа. Работава е природен, на природен начин да го натераме телото да внесува помалку калории, односно да не внесува, ние внесуваме, односно да научи да функционира на помал број на калории, да вие да не осетите, нели, ниту замор, ниту главоболка, ниту тремор на телото, ниту да се осетите безволно, ниту да сте депресивни во тој момент. Точно. Постепено, затоа сме тука. Јас навистина многу често знам да кажам дека мојата професија е повеќе и психолошка. Ние прво психолошки настапуваме со пациентот, за да можеме после тоа да настапиме со храната. Практично и да ве послуша за храната, треба психолошки прво да го анализирате пациентот. Така. Како што веќе кажавме дека е важно, нели, менталното здравје. Дали соработувате со психолозите кога имате? Секако. Значи јас имам пациенти кои што се навистина сега, нели, овие анксиозно депресивни состојби се практично состојби кои што полесно се третираат. Пациентите се свесни, само иницијативно дошле, нели, на консултација со нутриционист и, нели, реално не представуваат опасност ниту за самите себе, ниту за околината. Иако и од истите барам, нели, доколку биле на психолог, психијатар, нели, да ми донесат наодот кој што го имаат. И во меѓувреме јас некош пациентите и не знаат, еве сега јавно ќе кажам, се консултирам, нели, со психологот или психијатарот, од причина што тој, нели, го знае фундаментално проблемот на пациентот кој што дошол кај мене. Многу често и психијатрите или психолозите знаат да препорачаат нутриционистичка консултација без разлика за кој вид на, нели, нарушување станува збор. Меѓутоа ми тешка патологија со која што работам, луѓе кои што биле хоспитализирани на психијатрија, луѓе за кои што некој се грижи во семејството. Секако тука дека морам да имам консултација со постојана некогаш. Јас се извинувам и на докторите, досадувам некогаш многу, меѓутоа верувајте дека преодговорна е работата која што јас ја превземам да ја работат, нели докторот како доктор терапијата ќе ја препише, меѓутоа знаете како пациентите после се фаќаат за нишката храна и мислат дека после тоа се случува од храната. И нели точно, и затоа кај нас атакот после цело време се цело време ова вака, да не ми од тоа, да не ми од ова, да не ми, нели. Затоа морам и досега имам добра соработка, признам со докторите, расположливи
се и секогаш ми дале информација за пациентот, нели, исправна, точни сме се виделе со некои од тие доктори, нели, да продискутираме за пациентот. И сметам дека само такви соработки, само таква отвореност меѓу нутриционистите, докторите ќе донесе до плод кај пациентите. Само таквиот пристап наш, заеднички, ќе доведе до позитивни резултати, па нека е на индивидуално ниво, нека не поддржува, нели, општата јавна филм, нека и на индивидуално, верувате ви, на 10 пациенти да помогнеме, ние веќе имаме успех и среќа. Така, и сме задоволни. Точно. Многу е важно пациентот да се сака сами од себе, да се чувствува вреден пред се, Точно. и со самото тоа што ќе се сапка себе си, за да има добри физичко и ментално Точно здравје. И што за крај да кажеме? Препорака да превенираме, да не чекаме да дојде во состојба кога треба да лекуваме од најрана возраст, значи дечињата. Учете ги да се хранат здраво, вие бидете пример за сопствените деца, онака како што сметате дека, нели, треба да се хранат, односно правилниот начин на исхрана, пласирате им го на секојдневно ниво на децата на домашната трпеза, учете ги и вклучувајте ги во подготовката на оброците, за понатаму кога ќе пораснат и бидат, нели, своји индивидуи, посебно сама за себе, да можат, верувајте дека децата памтат, навиките ние какви да се, лоши или добри ги влечеме од најмали нозе. Верувајте, ќе има период во животот, еве ги моите деца пораста сега, не велам дека моите не може да ги видите дека некаде ќе каснат некој фастфуд, не велам, меѓутоа верувајте дека се враќаат на фундаменталното на што јас сум ги учил. Имаат грижа на совест. Имаат грижа на совест ако ме изневерат во наводници. Или самите себе се изневеруваат. Од таа причина, нели, препорака му е од најрана возраст да се грижиме за здравјето на децата, да ги едуцираме во поглед на здрава храна и исхрана. Превенирајте, немојте да дојдете до фаза на лекување. Ако веќе е дошло, нели, од еден здравствен проблем, бидете внимателни на кога ќе го доверите вашето здравје, бидете внимателни што исклучувате од начинот ваш на исхрана и бидете внимателни како ќе продолжите понатаму. Ти благодарам, Билјана. Благодарам.